Рампелстилскин. Еден воденичар толку се гордееше со својата убава керка, што се фалеше со неа пред сите. Еден ден, во присуство на кралот, тој почна да ги велича незините доблести и во сиот занес почна да претерува, велејки: Чујте, почујте, не е лага да испреде златна преѓа од обична слама. Може, керка ми драга. Кралот, кој беше алчен човек, ги слушна овие зборови и нареди да ја затворат девојката во соба во која имаше цел рид слама и едно вретено. Воденичаровата керка не знаеше како да испреде златна преѓа, па почна неутешно да плаче. Одеднаш, пред неа се појави едно чудно џуџе кој и понуди помош, а за возврат го бараше незиниот гердан. Таа прифати и џуџето работеше вредно цела ноќ. До зори сламата веќе ја немаше, а собата блескаше од фината златна преѓа. Кралот беше толку задоволен што нареди да се донесе двојно повеќе слама за предење до следното утро. Џуџето повторно се појави да и помогне, а овој пат таа му го даде нејзиниот прстен. Истото се случи и наредниот ден, само што девојката веќе немаше што да му даде за возврат на нејзиниот мистериозен помагач, кој и рече: Кога кралица ти ќе станеш, твоето прво дете мене ќе ми го дадеш. Девојката, која воопшто не ни помислуваше дека еден ден ќе стане кралица, веднаш се согласи. Џуџето ја предеше сламата и следното утро кралот најде доволно злато за целиот негов живот. Потоа, бидејќи виде дека девојката беше исто толку убава колку што беше и доблесна, реши да се ожени со неа. Воденичаровата керка прифати со сета радост. По една година, кралицата роди прекрасен син. Кога џуџето дојде да си го побара договореното, кралицата ја свати грешката што ја направи и почна да очајува молејки за уште една шанса. Џуџето се мислеше и мислеше и на крајот рече: Ако за 3 дена откриеш кое е името мое, малечково дете ќе си остане твое. Фаќајќи се за оваа сламка на спасот, кралицата ги испрати нејзините војници во најдалечните краишта на кралството да го откријат името на џуџето. За несреќа, никој не го знаеше неговото име. Третиот ден, еден од кралските пратеници дојде со вест дека видел едно чудно човече во шумата, како подскокнува и си пее: Кога кај кралицата ке одам, ке го земам незиниот син. Јас сум најпаметен и се викам Рампелстилскин. Кога го слушна тоа кралицата, скокна од среќа, а подосна го пречека џуџето со насмевка на незиното лице. Џуџето веднаш ја праша: Како се викам? А таа му одговори: Да не се викаш Петар? Не, и одврати пресреќно. Тогаш да не се викаш Иван? Му рече, преправајки се дека е загрижена. Не,
Се предаваш? Чекај, а случајно да не се викаш Рампелстилскин? Кога си го слушна името, џуџето почна да скока горе-долу и да мафта со рацете во гнев, се додека не исчезна. Од тој ден, веќе никогаш не се врати повторно.